Добро вечер. Со 84 гласови, собранието го прифати предлогот на власта за анкетна комисија која што, освен трагедијата во Кочани, ќе истражува и таа во модуларната болница, Дурмотурс и Беса Транс. Мнозинството не ја прифати иницијативата на СДСМ и на Левица за анкетна комисија која ќе рачистува трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Според СДСМ, со тоа власта покажува дека се плаши од вистината за Кочани. Нема од што да бегаме. Ке се расчистат сите прашања поврзани со оваа трагедија, велат од ВМРО ДПМН. Владеачкото мнозинство не покажа ниту емпатија, ниту разбирање, ниту елементарно чувство за барањата на семејствата на загинатите во оваа трагедија и на сите кои што се повредени. Ова представува уште едно понижување, разочарување на семејствата кои што изгубија најмногу и кои што не можат ништо да надоместат со било каква дебата и од било кого. Успеавме да ја прекинеме политичката игра на некрофилство во кој што беа западнати СДСМ и Левица сакајќи да добијат политички поени од вакви трагедии. Навистина е неразбирливо за нас да се соопштува ставот дека ние сме изгласале нешто кое што ќе ја зацкрие правдата, кога напротив, повторувам, отвараме можност за сите оние големи трагедии да се продискутира во собранието и секој еден кој што е засегнат да дојде, да постави прашање, да соопшти мислење и да го на крај најдеме одговорот на сите прашања кои што го имаат граѓаните. Собранието на денешната седница го избра Адем Чучулј за нов председател на Државната комисија за спречување корупција. Од вкупно 82 пратеници кои гласа, Чучулј доби едногласна поддршка со 82 гласа. Чучулј е дипломиран правник со положен правосуден испит и актуелен генерален секретар на комисијата, каде што работи веќе 19 години. Тој доби највисоки оценки од комисијата за селекција на кандидатите – 96,5 бодови. Чучулј доаѓа на местото на Татјана Димитровска, која поднесе оставка поради обвиненија во случајот адитив за оддавање службена тајна и компјутерски фалсификат. Нема судија со плата од 180.000 денари, уверува председателот на Судскиот совет Александар Камбовски, според кого Македонија заостанува во однос на судиските плати во соседството, но го прифаќа предлогот на премиерот дека правосудството треба да има план кои средства им се потребни. 214.000 денари бруто или 139.000 денари нето е најголемата плата што судија во земјава ја земал минатата 2024 со пресметан минат стаж, но без додатоци. Председателот на Судскиот совет Александар Камбовски денеска излезе со бројки за просечните плати на судиите, а по изјавата на премиерот дека председателот на еден суд во Македонија има плата околу 180.000 денари, вели дека таква плата во државава нема. Нето плата на судија од суд со основна надлежност е 86.623 денари, а на судија од суд со проширена надлежност е 89.346 денари. Председател на основен суд зема нето плата од 99.112 денари. Во Врховниот суд судија зема 105.000 денари плата, додека председателот има 114.000 денари. Ова се основните плати и на нив не се пресметани и додатоци на минат стаж. Просечната бруто плата на судија во Врховниот суд во 2024 со пресметан минат стаж е 197.000 денари, додека нето плата е 128.000 денари. Вели Камбовски, посочувајќи дека додатоците не се земаат секој месец. Премиерот можеби е во право дека кога ќе споредиме со бруто домашен производ колку и колку се од него се издвојува за судството, можеби е така. Меѓутоа, за ние да ги достигнеме прве нашите соседни земји, секако дека треба да имаме поголеми издатоци, па кога ќе се изравниме, тогаш ќе биде друга пресметка. Инаку ние заостануваме во поглед на соседните земји, а за Европска унија веќе да не пробамуваме. По предлогот на премиерот и Судскиот и Советот на јавните обвинители да испратат список до влада со информации за тоа што им е неопходно и дека тоа ќе биде прифатено како зголемување. Камбовски се согласува и вели дека веќе е изготвен буџетот со плановите за нови вработувања. Минатиот период имавме состаноци со сите судови до еден во државава, кои што дојдоа и се трудевме минимум човечки ресурси кои им се потребни, да ги
ставиме во планот за вработување. Значи не да се оди со некои максималистички барања, туку минимум човечки ресурси во овој момент. Камбовски потврди дека Советот веќе го разгледува постапувањето на судиите во Гостиварскиот основен суд во случајот со Ремзи Мифтари, второ обвинетиот во случајот со автобуската несреќа кај Ласкарци, на кој 3 пати му беше одобрувано барањето за одложување на издржувањето на затворската казна, а сега е во бегство и МВР за него распиша централна потерница. По чистката во обврвот на СДСМ, Филипчу верува дека одлуката заеднички била донесена, а сопартиците вчера му дале одврзани раце да го комплетира новото раководство и извршниот одбор, зашто дел од членството излезе со серија критики и на адреса на лидерот. Главниот мотив е една нова енергија во рамките на врвното раководство на партијата, согласно досегашната соработка, согласно разговорите со многу од членовите и на актуелното се уште раководство партиско и на извршниот одбор. Практично сите ми дадоа одврзани раце да како претседател го изберам новото партиско раководство, новите членови на извршниот одбор на следниот состанок на централниот одбор кој што ќе се одржи во не покасно следните 2 недели. Инфраструктурното поврзување клучно за поголема економска соработка. Ова е една од пораките на денешниот македонско-српски бизнис форум во Скопје, на кој што учествува околу 300 стопанственици. Изградбата на железничкиот коридор 10, подобрување на патната инфраструктура, гасното поврзување преку интерконекторот, поголема трговска размена меѓу Македонија и Србија и меѓусебна соработка беа главните теми. А се изрази надеж дека во следните години трговската размена меѓу Македонија и Србија ќе достигне и 2 милиарди евра. Затоа е важно да брзо радимо на тим стратешки проектите, а тоа е повезивање, рекли сте сами, гасни интерконектор, изузетно важно. Че ако говоримо о енергетици и диверзификацiji за цел регион, тоа е од пресудnog значаја. Повезивање железничка инфраструктуре, така само на та два стратешка проекта ми можемо да осигурamo неку економску безбедност овог региона на многу веќем ниво nego што е сада. Се надам дека овој бизнис форум, идниот кој ќе се одржи во Србија и сето што ќе се случува кога станува збор за економијата, ќе ни овозможи да во најкрат можен временски рок таа размена ја подигнеме на скоро 2 милиарди евра. Само u prvih 9 meseci 2025. godine Srbija je u Severnu Makedoniju izvezla robu u vrednosti od više od 804 miliona evra, što predstavlja rast od skoro 16% u odnosu na isti period prethodne godine. Тоа беше и последната содржина во вечерните вести. Пријатно.